Таше ти благодарам што одвои време да бидеш денеска дел од новиот проект на Гламур Кафе Муабет. Ти благодарам, Вики, за поканата, навистина ми е чест, особено кога се работи за тебе, бидејќи се знаеме долги години. Морав да одвојам време, иако овој период е турбо период, малку сум уморен, но ете мора да не има. Заради тоа што се потруди еве да бидеш наш гостин, имаме мал подарок за тебе. И тука морам да се заблагодарам на Хунза Веда клубот за овие златни капки кои што ти ги доби на подарок, а тоа се Хунза маслото или златните капки. Не сакала да информирам за нашите гледачи дека можат да го набават во сите аптеки кај нас или на веб страната на Хунза Веда клубот. И може да се разбира корисни за имунитет, за разни проблеми со здравјето и сите оние кои што сакат можат да си ги набават и да си ги консумираат. А ние сега да започнеме со нашиот разговор. Измина 2025-та, значи веќе започнуваме нова година. Многу работа имаше оваа година. Кажа дека во новата година ќе отвориш нова страница, еден твој цитат. Планираш ли нешто малку повеќе да не информираш, ајде за се ова што те прашав? Па во 2025-та јас реков случајно на почетокот нова година, нова страница, а оваа година ќе кажам однатре дека ми зборува нешто нова година, нова корица. Така одат работите, бидејќи 2025-та ми беше година која ми покажа многу нови патишта, ме научи на многу нешта во животот. Пред се дека најважно од се е здравието, па се друго ќе си дојде. А 2026-та почна многу убаво. Имам многу планови, но само едно сакам, да имам здравје, да ми се живи и здрави блиските, да ми е жива и здрава публиката и само така ќе ги остварам. Ќе зборувам едно по едно, веќе малку да одмориме од работата која што беше и уште е, затоа што имавме еден фестивал кој јас го очекував и кој беше брилијантен. Тоа е Божикниот фестивал за деца во организација на општина Кисела Вода. Сега размислувам на новата премиера за деца која треба да има во месец февруари, и нешто размислувам да направиме јас и Маги, но тоа би било некаде втората половина на 2026-та, една комедија, бидејќи одамна немаме изиграно представа за возрастната публика. Што не сакаше да ти се случи, а ти се случи во 2025-та? Не сакав да се случи тоа што мои пријатели токму за ова што зборуваше за Хунзата им се случи, бидејќи се дел од мене, но ете цело време бевме заедно и нивна е победата. Јас се радувам на победата. Па не можам да кажам дека не сакав да ми се случи тоа што некои луѓе се оддалечи од мојот живот, тоа требало, затоа што постои една девиза: ако некој тргнал да си оди, пушти го да си оди од твојот живот. Јас пуштив многу луѓе да си одат. На почетокот ми беше криво зашто е тоа така, но едноставно ти се отвараат други патишта. Освен тоа што не сакав да се случи трагедијата во Кочани, морам да признам, тоа многу ме погоди. И тие неколку работи кои не сакам да никогаш и на никого да му се случат, бидејќи јас сум таква личност кога на луѓето кои што навистина ги сакам и се случуваат такви работи, тоа е исто како мене да ми се случи. Те промени ли годината што измена? Многу. Во која смисла? Позитивно. За некои одредени луѓе тоа изгледа негативно, но за мене е позитивно и за моите блиски, бидејќи мислам дека 2025-та беше онака година која што морав да се стабилизирам и морав да сватам дека морам да се променам. Бидејќи, знаете, созреваме, се менуваме, се случуваат многу ситуации, треба да видиме над ситуациите или едноставно нешто да го игнорираме. Ме научи да игнорирам некои работи во животот
и ме научи дека пред се здравието е најважна работа во животот. Се друго е. Колку премиери имавте оваа година? Односно изминатата година? 2025-та 4 мислам, да. Тоа беше прво Шумската принцеза, потоа беше во царството на другарството, Галенка и Мечето Панда и Дедо Мраз. Да, 4 премиери. Интересно е тоа што ти си голем верник и многу често ги посетуваш оние дестинации каде што има нели светилишта, беше и во Тумане изминатата година. Од каде тој порив да бидеш толку голем верник и да имаш желба да ги посетуваш овие храмови? Знаеш како, Вики? Јас од дете сум таков, бидејќи мојот чичко кој е сега покоен, Протостојко Ставрофор Ристовски, тоа ни е некако дел од фамилијата. Јас уште од дете се интересирав за тие работи, многу сум разговарал со него, тогаш можеби немаше социјални мрежи, па толку да биде истакнато, не дека нешто ја истакнувам, него едноставно сакам да се сликнам и да пуштам. Едноставно таму и како дете сум го наоѓал мирот, ми било многу убаво. Еве кај нас во Теово изграден благодарение на чичко ми манастирот Свети Архангел Михаел. Многу сум горд што мојот чичко оставил траен белег во Македонската православна црква, иако беше човек кој што ги обединуваше сите религии, сите луѓе, иако беше православец. Токму јас мислам дека сум еден од фамилијата кој го задржува многу повеќе, дури некогаш моите знаат да кажат дека претерувам. Не претерувам, јас така чувствувам, јас тоа го имам во мене од дете. Но така да Тумане ми беше желба, ми се исполни. Сега во 2026 имам една желба и се надевам дека ќе ми се исполни некаде во март. Ќе има тура во Егина на Свети Нектари, па ќе видим. А кој е омилено место како светилиште ти е кај нас во Македонија? Да, и каде често одиш? Во Македонија ми е Гаврил Лесновски. Значи, манастирот Гаврил Лесновски ми е некако посебно место, каде што многу не одам често, значи немам и време, но кога сум слободен и кога ќе почувствувам порив, јас си одам. Некој ако сака да ми прави друштво, борет. Ако не знам сам да си отидам, таму ќе си најдеш луѓе, ќе си помаветиш. И морам да си ја издвојам црквата во која што сум крстен, тоа е во моето село Теово, Свети Атанаси. Ете така, сите ми се убави, сите светилишта се убави, и наши, и од другите вери, бидејќи има енергија. Ама ете така, тие можам да ги издвојам. Така, дали некогаш кога си бил на некое такво место, на вакво некое светилиште, ти се случило нешто невообичаено, да почувствуваш некоја енергија, нешто што можеш да споделиш со нас? Да, ми се случило, но се надевам дека нема да бидам како другите, бидејќи имам еден став дека за тие работи не се говори јавно. Сепак тоа се интимни работи и знаеш дека сум отворен за се, но тука би застанал дека ми се случило и дека сум го почувствувал тоа. До тука ќе застанам и мислам дека е добро. Освен што играш во твоите театарски представи, каде што си потпишан како актер, режисер и автор на текст, како е возможно како да кажам, да сето тоа да го направиш, да го склопиш, па дури и да ја играш улогата на сцена, како наоѓаш време за се? Па има една работа што сум ја запаметил од мојот професор кој беше многу сличен на мене во Бугарија, во Софија, Александар Илиев. Кога ќе си направите правилен распоред на нештата, тогаш функционираат.
Јас се снаоѓам во тие работи, да го напишам текстот, да го изрежирам. Ми помагаат и Магдалена, и Ема, и дури и луѓето од техниката, каде што страна ќе дадат некој свој предлог. Менаџирањето е моја улога, не ми се мешаат во тоа и не дозволувам. Се сеќавам дека имавме една ситуација со една колешка кога и реков нешто ми коментираше околу, мислам, добронамерно беше, но тоа беше во момента на афект и мои соработници ми рекоа колку го браниш својот дел, кога реков немој да ми се мешаш таму. Тоа едноставно, кога ги познавате работите, можете да ги склопите, и менаџирањето, морам да ви кажам дека Театар Хит имаше 2025 над 200 изведби. Тоа велам, како успеваш се да изменаџираш и да го склопиш ова и нели патувањата и гостувањата и насекаде? Не знам, навистина, можеби мојата целосна посветеност, помошта од маги во уметничкиот дел, некако, знаете, кога ќе се склопат коцките, кога сте тим, и не само маги, и Ема, и човекот од техника, кога сте тим, тогаш можете се. Иначе, сам како индивидуа, ништо не може на овој свет. Што прави пак Саше кога е дома приватно? Кога сум дома приватно, прво сакам да се вајле да го испијам своето кафе, и тоа убаво, големо кафе, да видам што има на социјалните мрежи, интересни некои содржини. Потоа не доручкувам, потоа се средувам да излезам, да се прошетам, да се видам со некои пријатели кои што не можам да ги видам кога работиме, бидејќи такви периоди има. Се враќам дома, си го приготвувам своето милено јадење и потоа повторно дали ќе отидам да испијам или да седам дома, да гледам филмови, да гледам серии, да гледам некои добри емисии или да гледам и да читам некое добро интервју на Гламур. Кога сме кај видеоспотовите пак, те имаме видено во неколку видеоспота на нашите македонски фолк изведувачи. Како дојде до таа соработка и нешто што не изненади последниот период, изминатиот период, беше вклучен и во еден рекламен спот на една елитна градежна компанија, чии ексклузивец си, а тоа е Конструкција 2024. Па да, ме има во неколку спота, тоа е на Елена Велевска, Ах, пусти пари, тој е снимен, може има 13 години. И после 13 години снимив еден многу убав спот и на Елена е прекрасен. Мислам и песна да Ах, пусти пари. И после снимив на група Круна, Мајко. Па тие, кога ми ги понудија, мислам, учеството во спотот, прво сакав да ја слушнам песната. Тоа ми се случи со Ах, пусти пари, каде што ме допре многу, бидејќи се збори за тугина, за така натаму, каде што го имам почувствувано тоа на своја кожа. И песната Мајко, кога ја слушнав на група Круна, како демо снимка беше. Јас се расплакав и реков да, веднаш ке снимам. И навистина драго ми е што тие две се уште се вртат и луѓето ги гледат. А што се однесува до ексклузивниот договор со Конструкција 24, таму мислам дека сме избрани неколку јавни личности. Тоа е еден тим на Конструкција 24 кои својата школа ја имаат научено во Европа и со таа екипа се работи многу убаво, бидејќи се што е договорено во однос на договорот, подпишано и така натаму, се е испочитувано. Јас едноставно само можам да кажам пофални зборови за целиот тим на Конструкција 24 и за се она што тие го прават. И многу ме радува што такви луѓе кои што работеле надвор од државата дошле тука
и својот бизнис, своите пари, својот квалитет го имаат вложено токму тука. Јас драго ми е што сум дел од тој тим, каде што се исто луѓето од естрадата, како Баже Груевски, Гоце Мислам Пејковски и уште неколку. Се надам ќе не соберат сите да се видиме еден ден, но ете така. Излезе, имаме уште многу за снимање, првиот спот се сними брзо, што јас ретко сум снимал во Македонија такво нешто. Се надевам ќе работиме, тој договор е на неодредено, таков е со мене, не знам со другите и навистина останувам ексклузивец и нема да потпишам за ниједна компанија друга освен за нив. Секогаш твоето име кога се спомнува е врзано за народните приказни и секојдневно те има се уште, нели по телевизиите, меѓутоа она на кое што си посветен последните години е тоа се представите за деца како што споминавме на Театарот Хит, па што представува Театарот Хит за тебе лично? Театарот Хит е моје чедо. Едно посебно битие кое си го чувам себично од многу луѓе кои едноставно сакаат да му го сопрат напредокот. Јас тоа го кажав дека додека сум јас жив и додека чекорам на ова земја, тоа нема да им го дозволам. Дали јас играл во таа представа или не, тоа нема да им успее. Нема да им успее затоа што тука има многу честна работа, многу искрена енергија и многу радост нуди особено кај деца. Така да она што нуди радост не треба да се сопре. Дали веќе имате планови за представи за оваа година? Да. 2026 ќе има исто 4 премиери, многу големи соработки со локалната самоуправа, со неколку општини од нашата држава. Ќе има и новитети, програмата усвоена, веќе во мај некаде ќе размислуваме 2027 Боже здраве. Саше, кои ти се омилени колега и колешка од? Па види, јас имам, јас сите колеги ги почитувам и не би издвоил нешто, не би било благодарно да биде тоа така, но јас сум си најблизок со Магдалена Ризова и тоа така останува. Таа позиција номер 1 ја заслужува и ја има само Маки. А сите си ги почитувам и ја почитувам нивната работа. Сега со кој како поединечно, но сепак се почитува. Представите за деца се специфичен тип на представи и специфичен жанр, како и комедијата, значи комичните представи, и се многу тешки, нели, за да се привлече внимание на публиката. Вие тоа навистина добро и успешно го работите со театарот, меѓутоа дали понекогаш ги чувствуваш помладите колеги како конкуренција? Не. Па јас не ги чувствувам како конкуренција, зашто сите се... Јас некогаш сум бил млад, сум се борел за своје место во просторот. И сега нивно е да се борат. И мене ме фрлиле во огнот да се борам, така да и тие се фрлени во огнот. Ниту јас можам да им бидам конкуренција, ниту тие мене може да ми бидат конкуренција. Јас мислам со своите 20 години работа и труд сум помогнал на многу млади луѓе и нивно е, јас сум кажал, да си го најдат своето место на актерската сцена во театарот, но што е многу важно, да не бидете копија. Тоа е многу важно и многу е тешко да вие како оригинален лик и како оригинален човек се изборите. Затоа што секоја и најдобрата копија е лоша. Секогаш тоа се открива. Јас тоа само би им рекол. Гледам јас дека некои се трудат, но тоа го прават преку копија. Не дечки. Тоа не е добро. Мој совет. Изборете се, јас го имав тоа кога почнува со приказни, тој проблем. Значи, но мене еден од моите родители ми го рече дека јас
треба да се изборам со својот печат. Но тоа ми го кажа и Драги Савевски, пак и го спомнам. И тоа било така. Така да гледам дека нешто се случува, да се копира, не го коментирам јас тоа, не сакам да го коментирам, но кога ќе ме праша некој за совет или мислење, го кажувам. Избори се со својот оригинален печат. Некогаш оди побрзо, некогаш оди поспоро, но биди оригинал. Тешко е, да, но борба треба. Имаш голема драстична промена на својот изглед, на своите килограми. Своевремено имаше ставено и слика од една од нашите градски болници. Што беше проблемот, да ни кажеш, дали од здравствени причини мораше да ослабеш или? Не, значи вака. Јас многу одамна имам како и 90% веќе проблем со кој треба да се носиме, тоа е со тироидните жлезди. Кој како ги има и се бори, но затоа се прима соодветна терапија, да се тера. Па ставив тогаш една, сеќавам зашто зборуваш, тоа беше еден момент каде што јас гледав што се случува во тие болници и колку на тие луѓе им е потребна поддршка. И еден мој драг пријател од Сараево ми кажа една реплика: буди јак, љубите брат. Така да јас тоа го порачував на сите, да бидат силни и да се изборат. Јас ослабев бидејќи морав да ослабев. Сакав да направам промена. Прво почнав со режимот на исхрана, бидејќи видите кога вие имате проблем со тироидната жлезда, вас ви пречат многу работи во исхраната. Јас не сакам да се чувствувам тешко и почнав, не посетував нутриционист и така натаму, не направив никаква операција, слушав разни приказни. Слушав приказни дека сум болен од канцер, слушав приказни дека сум се оперирал во Турција и така натаму, тоа ништо нема. Тоа се само приказни. Се го направи со исхрана. Значи, го тргнав белото брашно и кога сум љубител на пити, кифли и тоа веќе е само пуста желба за мене. Значи, тргнав алкохол, тргнав бело брашно, газирани сокови, намалив во количината на оброци. Можеби некогаш мене се случува да не јадам, природно да ја правам таа аутофагија што ја прават ради работата или не ми се јаде, едноставно. Моите родители многу се нервираат со тоа, кажам не ми се јаде. Дури и колегите. Едноставно не ми вара организмот, се заситува да речеме со едно рижото и имам енергија. Значи се направив со исхрана. Сега, иако велев никогаш нема да влезам во теретана, влегов и во теретана, така да се случија промени кои за мене се позитивни и верувајте, јас ги советувам сите кои што сакаат да ослабат. Навистина тоа треба само да се програмирате и да сакате. Што сакате јадете, но многу количински помалку. Почести оброци, но помалку. Јас јадам тестенини и не се поправам. Сите како тестенини се поправат. Не е точно. Вие морате да каснете тестенина и пилешко и такви работи, ќе имате енергија и да извежбате или да пешачите. Не мора да одите во теретана, пешачете. Доволно, јас овде низ центар знам да пешачам сат и пол. Не застанувам, пијам кафица, одам дома, туши, легмо. Така да, со промена на режимот и многу е важно да човек си направи ред, да знае кога спие, кога јаде, кога... Редот колку може, толку да го записи. И сега имаме една рубрика или. Аха. Ајде вака малце да те размрдам околу Може. рубрикава. Море или езеро? Море. Омилено јадење и пијалок? Омилено јадење, сакам интегрална паста, а пијалок по еден пелинковац. Театар, филм или серија?
Па јас би се вратил на живата уметност, она што го имаш контакт со публика, тоа е театарот, не би избегал од театарот. Дружба во ресторан или во домашна атмосфера? Па порано сакав ресторан и некако сега сакам домашна атмосфера или некој интересно место кое ќе биде интимно, со малку луѓе. Не, повеќе дома. Одело или спортски, кежуал варијанта? Одела не сакам, иако некогаш морам да ги облечам. Имаме проблем дома кога ќе ми кажат или ептен треба нешто да е помегу спортско и такво нешто класика. Кежуал варијанта ми е најубава, тоа сум јас. Од актерите Џон Малковиќ или Ентони Хопкинс? Ентони Хопкинс. Зошто? Па затоа што и Џон Малковиќ е посебен, Ентони ми е пример за трансформација. Не дека Џон го нема тоа, но тој сенс за таа актерска игра, која тоја има минималистичка, суптилна, човек со харизма, човек кој што не можеш да го препознаеш од една во друга улога, мокна трансформација, тоа ме воодушевува. И токму тоа го бидејќи го бирам заради тоа. Тина Тарнер или Мадона? Тина Тарнер. Old school, Тина Тарнер. Дефинитивно. Simply the best. Лидија Вукичевиќ или Снежана Савиќ? Лидија Вукичевиќ, дефинитивно. Лидија пред се ми е одлична пријателка и не само пријателка, добар соработник, кој што и ден денеска и приватно живееме и токму ради тоа Лидија. И сега, ајде од оние што се од твојот сектор, нели, комедијата, Андрија Милошевиќ или Милан Васич? Андрија. Андрија Милошевиќ е посебна личност, не дека и Милан Васич го знам, но Андрија е човек кој што може да ме насме брзо. Едноставно е топол човек. Јас го имам сретнато, имаме и разговарано. Едноставно го избирам Андрија. Милан нека не ми се лути, ама иако го знам и него, знаеме да ги искомуницираме многу често. Сепак Андрија. А од нашиве Атана Ситино? Ова е тешко прашање. Атана Ситино. Јас и двајцата си ги почитувам, го почитувам нивниот труд, но кога ќе ги раздвоите Атана Ситино, нема ништо тоа. Спојката ја избирам Атана Ситино, бидејќи тие се символ таков, Атана Ситино или Тино и Атанас, не можете да ги раздвоите така да таа двојка останува нераздвоена. Магдалена Ризова или Дарија Ризова? Дарија ја знам од детенце, уште кога магија носеше во театар и израсна во една прекрасна актерка. Актерка која е гордост на македонскиот театар. Ми е гордост што ја знам, што се познаваме многу убаво приватно. Од една страна имате, како да кажам, за маги не постојат зборови, за незиниот труд, за незиниот печат на македонскиот театар, филм. Едноставно се надам дека Даче нема да ми се налути и мислам дека сепак маги го заслужува бројот 1. Ѓорги Колозов или Гоце Тодоровски? Ѓорги Колозов. Благица Павловска или Елена Велевска? И двете ми се драги пријателки, и Благче и јас, како што се ја викам, Елена Елен. Со двете се дружам, со која почесто, која поретко зависи од врските. Ајде, Благица. Ако не би рекол Благица, одма ќе ми речат фолираш. Дали повеќе сакаш да снимиш реклама или видеоспот? Па сум снимал едно и друго, полесно ми е рекламата, побрзо се снима, убави пари има, така да реклама. Саша, јас тука ќе ти се заблагодарам за ова денешно дружење, овој кафе Муабет. Се договараме одамна да го посетиме твојот дом во Теово и да направиме, нели, едно снимање таму, да го пренесеме сето тоа вие што го имате направено, една убава куќа, еден убав двор
и се надевам дека ќе се договориме да го направиме тоа и да го пренесеме до нашите гледачи за Гламур. Вики, јас таму сум секогаш кога немам представи, бидејќи го користам времето во мир и во тишина. Веќе подолго време е тоа така, вратите се отворени и го закажуваме вториот дел од разговорот, токму таму во една поинаква атмосфера, не само во мојот двор. Сакам да ги видите и убавините на Теово, јаворот, кој потекнува многу векови, стари цркви, убавини на тој крај во општина Чашка, така да и кај мене ќе направиме едно убаво традиционално јадење, ќе се подружиме и ќе снимаме каде јас се движам и релаксирам, да видите луѓето дека и надворот Скопје е убаво. Ти благодарам многу уште еднаш, ти посакувам успешна 2026, уште повеќе да биде од 2025, кога станува збор за она што ти е примерно, нели, професијата како актер. Ти благодарам, Вики, јас ви посакувам вам многу успех, бидејќи вие секогаш не пратите нас, луѓето кои што сме во јавниот живот, и секогаш кога е потребно сте тука. Ви ги честитам празниците, ви посакувам успешна година, да имате многу здравје и секако и на гледачите и на читателите да се сака, да се поддржуваат и да имат многу здравје. Другото се ќе се дојде.